Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека исчистен сметот на улицата 50-та дивизија под клиничкиот центар и на Кале. Герасимовски посочи дека градоначалничката Арсовска и град Скопје го немаат собрано целото ѓубре од центарските улици. Утрово го исчистивме сметот на улицата 50-та дивизија под клиничкиот центар и на Кале. И покрај реагирањето и 4-дневното самостојно чистење на улиците од наша страна, се уште град Скопје и градоначалничката Данила Арсовска го немаат собрано целото ѓубре од центарските улици каде што имаат надлежност. 120 хигиеничари секојдневно се на терен за чистење на општината. Ги повикуваме граѓаните телефонски да пријават смети дива депонија со цел брза интервенција на службите. Центар не чека, Центар чисти, истакна првиот човек на општина Центар. Од сабота 15 февруари во спортската зала на основното општинско училиште Јан Амос Коменски во општина Карпош започнува со реализација проектот Звездите на Карпош, наменет за деца со атипичен развој, соопшти од општината. Локалната самоуправа финансиски ја поддржува оваа иницијатива, која е идеја на долгогодишниот тренер и председател на карате клубот Скопје, Горан Алексовски, заедно со тимот стручни соработници, а воедно и дел од програмата за спорт на општина Карпош. Тие имаат за цел да ја реанимираат потребата на оваа ранлива категорија на деца во делот на стимулација на физичкиот и социоемоционалниот развој преку друштвени спортски игри. Целта на проектот е децата да учествуваат во спортски, друштвени и забавни активности. Со редовни тренинзи да добијат подобрување на физичката кондиција, правилно дишење, агилност, упорност, издржливост, поврзаност во друштво, развивање на тимски дух, себе прифаќање, формирање на здрави навики, развој на моторните, а индиректно и на социјалните, емоционалните и интелектуалните вештини, велат надлежните. Проектот ќе започне на средината на февруари, а ќе трае 8 месеци во 2 етапи. Ќе опфати возрастната категорија од 4 до 16 години за деца со атипичен развој. Тренинзите ќе се одвиваат секоја сабота од 9 до 10 часот во спортската сала на општинското основно училиште Јан Амос Коменски, кои се наменети само за жителите на Карпош и кои ќе бидат бесплатни, информираат од општина Карпош. За подетални информации и пријавување заинтересираните родители на дечињата со атипичен развој ќе може да се јават на телефонскиот број 071 243 239. Општина Аеродром донесе препорака учениците од 1 до 9 оделение во сите основни училишта да не ги посетуваат кај себе и да не ги користат мобилните телефони за време на наставата. Имено се препорачува учениците при влез во училиштата да ги оставаат своите мобилни апарати во посебно означени кутии, сместени во посебни простории во рамките на училиштата, од каде ќе можат да ги земат по завршување на наставата. Доколку вработените во училиштата увидат дека некој ученик поседува и втор телефон, може да го одземат и да го вратат на родителите или старателите. Ваквата препорака е донесена по спроведените консултации со директорите и стручните служби на училиштата, пошто општина Аеродром покрена иницијатива која најде на поддршка од страна на училишните одбори и од советите на родители, се вели во соопштението. Од општината велат дека со оваа препорака имаат за цел да се заштитат учениците од несоодветни, непристојни па дури опасни содржини, што секојдневно се шират по одредени социјални мрежи кои за жал се пресликуваат и во нашата реалност. Исто така, од општината очекуваат учениците со поголемо внимание и фокусираност да ги следат предавањата на часовите, со што ќе се подобри образовниот процес, но и да развијат поголема друштвеност и емпатија меѓу себе, и да се избегне потенцијалниот мобинг и меѓуврсничкото насилство. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека го потпишал новиот колективен договор со кој се овозможува покачување на платите на вработените за 3000 денари во општинската администрација и сезонските работници ангажирани во јавното комунално претпријатие Газибаба. Покачувањето на платите за сезонските работници во јавното комунално претпријатие Газибаба е четврто во мојот мандат.
По ваквите одлуки очекувам уште поголема мотивираност кај колегите во насока на реализација на нови проекти и соодветна грижа за хигиената на јавните површини. Целта на нашето постоење во рамки на општината е да им служиме на граѓаните и тоа не смееме никогаш да го заборавиме, напиша Стевковски на социјалните мрежи. Трагедија се случила вчера откако 22 годишна девојка била удрена од автомобил на булеварот Партизански одреди. За жал, девојката им подлегнала на повредите и починала на лице место. Како што известуваат од Министерството за внатрешни работи, несреќата се случила вчера во 23 часот и 43 минути, каде автомобил Peugeot 207 со скопски таблички, управуван од лицето ВЈ 20 години од Скопје, удрил во пешакот ФК 22 години од Скопје. Од здобените повреди на местото на несреќата починала ФК, а смрт констатирал лекар од итна медицинска помош. Увид на местото извршиле увидна екипа на СВР Скопје и јавен обвинител, по чија наредба телото на починатата било дадено на обдукција, велат од МВР. Возачот ВЈ бил уапсен и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Општина Карпош информира дека и оваа година распишува јавен повик за субвенционирање на млади лица кои се жители на општината, за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола Б категорија. Како што појаснуваат од општината во таа насока, Комисијата за доделување на субвенции точно ги дефинирала критериумите, начинот и условите под кои заинтересираните странки можат да се пријават на јавниот повик, односно да станат потенцијални корисници на горе наведените субвенции. Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање за возачка дозвола, мора да е жител на општината Карпош, заедно со неговите родители, минимум 3 години до денот на поднесување на барањето. При тоа, според принципот прв дојден, прв услужен, ќе се субвенционираат млади лица кои се родени во 2007 година, односно кои во 2025 ќе наполнат 18 години. Согласно утврдените правила, висината на субвенција е определена според следните критериуми. Двајца родители со вкупен приход до 80.000 денари добиваат 100% од износот кој се наплатува за посетување на обука за теоретски и практичен дел. Двајца родители со вкупен приход од 80 до 100.000 денари добиваат 75% од износот кој се наплатува. Двајца родители со вкупен приход од 100.000 до 120.000 денари добиваат 50% од износот и двајца родители со вкупен приход од над 120.000 денари добиваат 25% од износот кој се наплатува за посетување на обука за теоретски и практичен дел, се вели во објавата. Барањата со комплетна документација се доставуваат до архивата на општина Карпош. По поднесувањето на документите, подносителите ќе бидат известени во писмена форма. Општината ги информира граѓаните дека јавниот повик ќе трае до исцрпување на предвидените средства за оваа намена, а правото на субвенција е еднократно. За сите дополнителни информации, лицата може да се обратат во секторот за развој на контакт телефоните кај овластените лица Никола Димовски 076 299 175 и Драгана Божиновска 070 410 627, велат од општина. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во